Ова е ексклузивно, имаме контакт со иднината, значи до 2069 имаме воспоставено врска и во моментов ќе се вклучиме во живо од вестите. Да, ќе видиме лајме од иднината. Лајме од иднината е ова. Лајме од иднината. Гледате лајме од иднината во северозападна бивша Република Македонија. Денеска сме 11.2.2069 година. Ова се вестите на денот. По цели 50 години водство, како најзагаден град во светот, Скопје падна на одличното второ место. Оваа тажна вест Скопје ни ја примија со потешкоти во градите. Партијата ВМРО Унгарска на Никола Груевски убедливо победи на парламентарните избори во Унгарија. Опозицијската партија на Виктор Орбан обвини за лажирање, тврдејќи дека гласале фантомски гласачи од Пустец, носени со авиони договарани од Милејан Киевски, чиј притвор е продолжен за Нови година дена. Нафтената компанија Мира Дизел ја доби наградата за компанија на годината 2068. Ова е уште еден доказ дека сите пиеме нафта. Нова шокантна вест од Васко Ефтов. Тврди дека поранешниот македонски претседател Киро Глигоров е се уште жив. Веста ја демантираше самиот Глигоров, кој истакна во ваква држава не е будала да оживува. Извршителите денес излегоа на протест пред владата. Тие побара од владата да воведе мерки со кои би се спречило исолувањето на македонските граѓани, бидејќи во спротивно се приморани сами на себе да се испраќаат извршни решенија, со што би си ги нарушиле колегијалните односи. Среќна вест, поранешниот македонски пратеник Владко Ѓорчев по 27 пат стана татко. Во музеот на македонската револуционерна борба денеска ќе биде изложена краватата која му беше подарена на Алексис Ципрас при потпишувањето на Преспанскиот договор. Овој значаен историски предмет останува главен символ на македонската историска борба за влез во Европската унија. Која останува главна стратешка цел на државата. Агенцијата за млади и спорт започна со изградба на ново тениско игралиште. Игралиштето ќе го носи името на некогашниот македонски рекет број 1 Боки Тредичи. Професорот по англиски јазик и книжевност Зоран Заев отвори училиште за англиски јазик во своето родно Муртино. Училиштето ќе го носи името Everyone's Contributions. Легендарниот македонски научник Јани Макрадули со нов пронајдок – машина која ги абсорбира негативните PM честички од воздухот и ги претвара во проевропски честички. Гледавте лајме од иднината. Ви посакувам среќно минато и пријатна сегашност.